Екипата на Сите ова утро се наоѓа во просториите на Сдруженијето на жени Преродба од Прилеп. Ова здружение постои веќе 14 години и брои 80 на членки. 15 од тие 80 на членки се дел од пеачката група која што се наоѓа позади мене и која што денеска ќе ни изведе неколку традиционални македонски песни карактеристични за Прилеп и прилепскиот крај. Бидејќи станува збор за песна, веселба и пеачка група, предлагам ова јување во живо од Прилеп да го започнеме со една традиционална прилепска песна на која што е посветена на фамилијата Митрикевци, една голема фамилија од најстарата населба во Прилеп Варош. Предлагам тука да ја слушнеме песната од пеачката група, а потоа ќе продолжиме со разговор со нашиот прв соговорник, а тој е претседателот на Сдруженијето Преродба Лиљана Ѓорѓиевска. Нека уживаат гледачите во ова навистина интересна традиционална стара прилепска песна. Така, тоа беше навистина една интересна традиционална песна за Прилепскиот крај, песната за Митрикевци, а како што се вели дека ако денот по утрото се познава, навистина атмосферата е тука пријатна и овој ден ќе биде навистина еден весел и прекрасен ден, како што се прекрасни и весели нашите домаќинки тука. Добро утро и добро дојдовте во програмата, утринската програма на Сител телевизија. Како што претходно најавив, разговорот го продолжуваме со претседателката на Сдруженијето Лиљана Ѓорѓиевска. Господи Ѓорѓиевска, како дојде до идеја пред се до формирање на овакво Сдружение на жени во Прилеп пред 14 години? Идејата беше, ние сме скоро сите пензионери, па да имаме некое катче да се дружиме, меѓутоа и да ги пренесуваме традиционалните вредности на идните поколенија. Со тоа пренесување истите ќе можат да се зачуваат. Традицијата е неразделна нишка на нашето постоење, таа е непресушен извор кој не поврзува со нашите поколенија низ вековите. Па затоа празнуваме голем дел на празници и ги пренесуваме понатака на младите. Би спомнала дел од нив, значи тука е Коледе со коледарската песна, Бадник со постна трпеза, тука е Василица со вртењето на коричка со пара, тука се
прочка со која настапуваме со карневалски маски и обичајот на амкање на јајце, па тримирот со постна трпеза, Великденот со вапсување на јајци, Великденска трпеза, Ѓурѓов ден со обредна песна, празникот Иван ден во Прилеп познат како тајане бојане со месење на кравајчина со бомбончина и секако неодменливиот Свети Никола, виткањето на постните светиниколски сарми, со кои влеговме во Гинис. Сдруженијето Преродба беше дел од тие активности и добивме 3 ноемвриска награда на град Прилеп. Освен ова наистина прекрасна пејачка група која што имавме можност да ја слушнеме и ние и нашите гледачи, дали имате и други секции во вашето сдружение? Во делот на културата имаме и поетска група. Сега сме во тек на формирање на играорна група, така да активностите се повеќе се прошируваат. Држиевска ви благодарам на разговорот, а сега предлагам тука да слушнеме уште една песна која што е карактеристична за Прилепскиот крај. Тоа беше втората песна која што имавме можност да ја слушнеме од пејачката група Преродба. Тие се заедно со сдруженијето се вистински амбасадори и репрезента на прилепската традиција и култура. Настапуваат не само во градовите во Македонија, туку и во странство, а повеќе околу пејачката секција која што имавме сега можност да ја слушнеме, ќе поразговараме со незиниот координатор, господијата Лилјана Ацеска. Постоите исто како што постои Сдруженијето како пејачка група, негувате староградска и традиционална македонска народна музика. Кажете ми каде се имате настапувано и во кои градови? Нашата пејачка група постои од постојањето на нашето здружение. Пејачката група настапува претежно во нашата Македонија, инаку имаме настапувано во странство, во Црна Гора во Подгорица и во Тулминец во Албанија. Нашите настапи овде во Македонија претежно се во Битола, во Пехчево, одиме на Костенијадата во Македонски Брод, на Беличките средби во Белица, доста забележителни, во Оровник, на Манастиро, на нивниот празник.
Тука во нашата работа спаѓаат и хуманитарните концерти што ги држува. На сите хуманитарни концерти се огласуваме, пошто се хумани, такво е и нашето здружение. Еднаш годишно одржуваме и ние наш концерт, пред новогодишен е. Тука си ги каниме сите наши соработници и сите што се желни за музика и песна, сите што ја негуваат нашата песна, етно, традиционална народна музика. Колку пати неделно се собирате и си вежбате, вака си пеете? Се собираме 2 пати неделно, спрема потребите, ако има потреба, зависи на настапо, се збираме повеќе и одржуваме песните, вежбаме. Имате соработка со други вакви здруженија на ниво на Македонија? Да, имаме соработка со Сирма Војвода од Битола, пензионер Нашиве Прилеп, пензионерите од Кичево, распејаните Штипјани од Штип, тука би го спомнала хуманиот Ацо Тришковски со неговото семејство. И кој е желен за соработка, со секој би соработувале. Дали доколку некоја жена, гледајќи сега оваа емисија, пројави желба да биде дел од вашата пејачка група, може да дојде тука и кои се условите, кои се критериумите да биде дел од преродба? Значи, тука нема граница, ние си имаме магистер тука Горан Василевски со гајдата и нема проблем. Нака повели, нака дојди, ние ќе слушаме сите заеднички и ќе одлучиме ако сака да учествува, сака да пее, сака да биде дел од нашата пејачка, на драго срце. Дали имате снимено CD? То ни е план. Ради финансиски средства не можеме да го оствариме. И промовирање на пејачката сакаме. Сега, кој е во можност, нака повели, нака помогни, ако евентуално сака. Ви благодарам на разговорот. Еве уште еднаш апел, кој што сака може да биде спонзор на креирањето на тоа CD за зачување на традиционалната стара македонска и прилепска музика на Сдруженијето Преродба, а тука за крај предлагам да слушнеме уште една песна од пејачката група Преродба. Се надевам дека и публиката, имаше и гледачите на утринската програма Сидел телевизија има можност да уживаат во оваа прекрасна изведба на пејачката група Преродба од Прилеп и овие традиционални стари македонски, но и прилепски песни. Студио, дали имате некои прашања?